Централно издание на вестите на КТВ. Добра вечер, почитувани гледачи. 3 јуни 2022 година. Поголем дел од градот е без вода за пиење поради сериозен дефект на кој во текот на денот интензивно работеа екипи на јавното предпријатие Комуналец. Информираме и за проекти кои се реализираат од страна на локалната самоуправа и за други теми. Бидете со нас. Екипи на јавното предпријатие Комуналец Кавадарци денеска интензивно работеа на отстранување на прилично сериозен дефект на водоводна линија. Се работи за дефект на водоводна цевка FI-250, врз која има дивоградба и поради тоа отстранувањето на оштетувањето на линијата беше прилично отежнато, а постоеше опасност од рушење на објектот врз работниците. Раководителот на организациона единица Водовод и канализација Петар Камчевски апелира до граѓаните кои немаат вода за пиење за трапение, бидејќи се работи за прилично сериозен дефект. Сакаме да ги обавестиме граѓаните дека денеска вршиме интервенција на едно специфично отстранување на дефект на водоводна линија на висока зона со диаметар FI-250 во Брушанско мало или од прилика локација Габер игралиште до самиот кеј на реката Лудамара. Специфичноста е во отстранувањето на дефектот и самите граѓани ќе видат од видеозаписот, бидејќи линијата е пукната под објект кој што е дивоградба и самото отстранување заради безбедност на вработените е многу специфично. Кале, можност од разрушување на самиот објект, бидејќи објектот не е по статика, не е по никакви норми и прописи направен и буквално од собајле од 8 сата сме тука сите, мобилноста е на високо ниво и сакав да апелирам и да имат представа граѓаните зошто денеска немаат вода, зошто не е отстранет овој дефект така лесно и едноставно, да е на друго место до сега од наша страна ќе беше отстранен дефект. Меѓутоа, сите напори ги правиме да не ни загине човек. Сето друго ќе отиде во вода ако ни загине човек. Специфичноста е се обрушува земјата, длабок е на 2,5 метра и тука е проблем. Стравот е голем и моето како раководител, сепак тие луѓе јас ги должам, така да ова е само едно обавестување да видат во какво се случува некогаш, какво отстранување на дефекти вршиме и зошто они цел ден звонат нема вода, да видат зошто нема вода. Значи проблемот е во специфичноста на пукањето на водоводната линија. Ние ќе правиме напор, мислам дека денеска ќе го отстраниме, ако не последна солуција, јас му правев муабет и со луѓето, таму има 8 члено семејство, да се дислоцираат луѓето и да го рушиме објектите и да го отстраниме дефектот. Значи специфичен и затоа и вас ве повикав да се види вакво нешто се гледа можеби еднаш на 10 години ваков начин на отстранување на дефект. Значи, дали веќе е лоциран точно дефектот и што доколку се покаже дека линијата е оштетена понатаму, а гледаме дека има објекто изградено врз самата водоводна линија? Јас ги обавестив и моите претпоставени, значи моите менаџери, обавестив и локална самоуправа, пуштам цело време, затоа и вас како медиум ве повикав. Значи, доколку не можеме да го отстраниме физички сега дефект, јас ќе апелирам да, значи, луѓето вечерта да не спијат овие 8-члено семејство таму и да пристапиме кон рушење на објектот, за да можеме да вршиме отстранување на самата водоводна линија. Сепак, да не ни загине поарно, да го рушиме и да го направиме, отколку да ни загине човек. Значи, јас приоритет давам на човечкиот живот во однос на циглите и бетонскиот материјал и однос на 20 часа немање вода во однос на човечкиот живот. Мојот приоритет е тие. Ако некој мисли дека грешка правам, прифаќам сугестија, меѓутоа јас сепак давам предност на човечкиот живот. Синоќа во Домот на култура Иван Мазов Климе Кавадарци се одржа трибина на тема лозарство. На трибината своји обраќања имаа пратениците Даниела Колева и Панчо Минов, председателот на општинската организација на СДСМ Кавадарци и советник во Кавадаречкиот совет Вуко Мелов и членот на Комисијата за земјоделство Митко Керов. Како што информираат од СДСМ, целта на оваа трибина е да се запознаат лозарите со актуелните мерки и политики кои ги спроведува владата и Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.
Разубавувањето на Кавадарци продолжува, велат од општината и информираат дека во теке реконструкција на фасади на улицата 29 ноември. Изведуваче фирмата Градба Промет, а од општината информација и дека во теке поставување на урбана опрема клупи на повеќе локации низ градот. Ќе бидат монтирани 96 клупи, а работите ги изведува ЗД Горан Илија Темков Кавадарци. Се започна со поставување на ново улично осветлување во село Шивец до црквата Свети Спас. Кабел од 670 метри во висина од 60.000 денари е донација од Машино Коп Кавадарци, а ископот на земја и поставувањето на кабелот со повторно затрупување на ровот е донација од компанијата Јами и е во висина од 70.000 денари, информира денеска од локалната самоуправа. Деновиве општина Росоман потпиша значаен договор со Министерството за животна средина и просторно планирање од програмата во областа на животна средина за 2022 година. Како што информира градоначалникот Стојан Николов, со овој договор се обезбедуваат финансиски средства во висина од 4 милиони денари за изградба на краци од атмосферска канализација во Росоман. Компаниите кои ги зголемија цените изминативе денови ќе се соочат со соодветен одговор од државните институции, бидејќи нивното однесување во изминатите 3 дена е некоректно и неморално, рече денеска вице-премиерот за економски прашања, координација на економските ресори и инвестиции во одговор на новинарско прашање за воведувањето на антикризни мерки. Со особено внимание следиме што се случува овие 3 дена на слободниот пазар. Одредени компании се однесуваат некоректно, неетички и неморално за зголемување на цените. Тоа набрзо ќе најде на одговор од страна на институциите. Не можеме да прифатиме дека цена за 24 часа може да порасне за 20%, кога производствената цена не може да порасне 24 часа за 20%. Сметам дека тоа е само манипулација која што ја прават кон нашите граѓани и затоа секако соодветно треба да реагираат инспекцијските служби. Јас очекувам набргу извештај од инспекцијските служби со мерки за сите кои што тоа го имаат направено, рече Битичи. Денеска се реализираше отворен ден за упис во Средноопштинско земјоделско-шумарско училиште Ѓорче Петров. Новина, секој запишан ученик во стручните профили добива стипендија од 3500 денари месечно од Министерството за образование и наука. Денеска имаме веќе традиционално неколку години отворен ден на училиштето. Ги отвараме вратите на училиштето наше Ѓорче Петров од Кавадарци на сите 9 оделенци од регионот. Денеска имаме ученици кои што организирано ги изимаме од сите училишта Кавадарци, од Росоман, од Неготино и од селата што се во општина Кавадарци и Неготино, така да посетеноста е огромна. Од сите училишта ни доаѓаат ученици кои што сакаат да го посетат училишто, да ги видат условите кои што ги нудиме и нормално нашите профили. Оваа година како новина во оваа учебна година за уписот кај нас во училиштето имаме за прв пат стипендирање на секој ученик кој што се запише во нашето училиште од земјоделската и од шумарската струка. Тоа се 6 профили кои што се надевам дека и во последните неколку години, 2-3, заживуваат, го зголемуваме бројот на учениците во тие паралелки. Мислиме дека оваа година со помош на стипендирањето од Министерството за образование за секој упишен ученик во нашето училиште со по 3.500 денари месечно, се надеваме дека стручното образование во нашиот случај од земјоделската и од шумарската струка ќе заживеат за доброто на општината, на учениците, на родителите, на сите во овој наш крај. Сепак најатрактивни кои ви се струки? Па ние би рекли сите ни се. Така е, секој добар директор би рекол дека сите се добри. Сите ни се на свој начин убави, атрактивни. Според секој ученик има секакви профили, професии, така да не би сакал да издвоим никој. Освен овие нашите, што ги кажуваме, стандардни профили, кај нас е исто така и фармацевски техничар, кој што секоја година го исполнува својот максимум.
Исто така, оваа година исто упишуваме од спортската паралелка кошарка. Слушам дека имате Таа е- таму интерес голем. Па јас би кажал дека имаме најголем интерес од Македонија цела. Имаме веќе на тренингот имаше 24 ученици кои што сите ги задоволија условите, така да мислиме на уписот кога ќе биде 14-15 ќе има добар успех и упис во нашето Завршам училиште. со ова прашање. Успеавте во овој период многу да направите во ова училиште и за самата зграда и околината и да створите услови. Постигнавте ли се што сакавте или нешто остана недовршено? Па секогаш има работи кои што сакаме да ги направиме, но пред 4 години кога решивме да е на еден начин да го вратиме нашето училиште на старите патки кои што беше центар во Македонија, направивме работи кои што не сме ги предвиделе, така да ние со гордост можеме да ги отвориме вратите на нашето училиште, како што кажуваме, да се пофалиме со нашите услови, со нашиот наставен кадар, со нашите профили и имаме со што да се пофалиме, се во интерес на учениците. Ние сме училиште за учениците и повикуваме секој заинтересиран да може да дојде да го види нашето училиште и нормално да научи во своето школување во овие 4 години како средношколци и да си поминат убаво. Заврши реконструкцијата на Општинското основно училиште Димката Ангелов Габер од Кавадарци и подрачно училиште во село Сопот. Од локалната самоуправа информираат дека се извршени градежни активности кои опфатија целосно реновирање на училиштето, поставување на нов пот во сите училници, нови врати, реконструкција на зидови, плафони и ходници. Комплетно е променета цела електрична инсталација и поставено е ново енергетско ефикасно осветлување, нови тоалети и тоалети за лица со посебни потреби. Направена е целосна реконструкција на подрумските простории на училиштето. Со ова, учениците во село Сопот ќе добијат современо енергетски ефикасно училиште во кое се остварува воспитно-образовен процес согласно најсовремените стандарди. Во вестите информираме и за пресконференции на политичките партии. Владата да интервенира со 40.000 тони пченица од стоковите резерви за лебот да не стане луксус, повика денеска од ВМРО ДПМН. Брашното и лебот како основни намирници достигна рекордно високи цени како никогаш до сега. Килограм брашно и една векна леб се продаваат и по 60 денари. Високата цена на брашното и лебот пред се е предизвикана од неспособноста и криминогеноста на владата предводена од СДСМ. Од почетокот на кризата до денес, владата не интервенираше ниту еднаш на пазарот со пуштање во оптек на дел од државните резерви. И второ, 5 години поред, производството на пченица во Република Македонија паѓа. Па така, ако во 2016 година се произвеле над 310.000 тони пченица, што е доволно за задоволување на домашните потреби, сега се произведуваат помалку од 250.000 тони. Тоа е за 60.000 тони помалку производство. Погрешните политики на СДСМ ја направија Македонија увозно зависна на храна и поранлива на ценовни шокови. Почитувани, доколку продолжи ова темпо на негрижа на власта, ни се заканува глад. Затоа предлагаме владата да интервенира со 40.000 тони пченица од стоковите резерви за лебот да не стане луксус. Имено, доколку не се преземат итни мерки преку пуштање во оптек на пченица од државните резерви, цените ќе растат и лебот и брашното буквално ќе бидат луксус за нашите сограѓани. Со ослободување на 40.000 тони пченица до почетокот на жетвата ќе се спречи зголемување на цената на брашното и лебот, воедно и ќе влие на намалување на истата цена. Ваквиот потек беше преземен во 2011 година од ВМРО ДПМН како тогаш на власт, кога имаше ценовен шок во светот, но ние тогаш не дозволивме народот да го почувствува тоа. За разлика од тогаш, сега СДСМ е на власт и затоа лебот и брашното се плаќаат по цена и од 60 денари. Почитувани, СДСМ нема капацитет да се справи со кризата и затоа подобро и за нив и за државата е да има предвремени парламентарни избори час поскоро, за да се формира нова влада која што ќе предводи ВМРО ДПМН и која ќе извлече државата од оваа тешка криза. Подкопани се државните позиции во однос на Бугарија од страна на Христијан Мицковски, обвинија денеска од СДСМ.
Подкопани се државните позиции на Република Северна Македонија од страна на Христијан Мицкоски. На Конгрес на Европската народна партија, каде што учествувал и Христијан Мицкоски, усвоена е резолуција која во еден дел го подкрепува ставот на Бугарија. Иако повикува на почеток на преговори во резолуцијата, е тврдењето дека не сме ги почнале преговорите со Европската Унија, затоа што не биле постигнати опипливи резултати во однос на спроведувањето на билатералните договори со Република Бугарија. Мицкоски, кој присуствуваше на Конгресот, на кој што е усвоен овој документ, воопшто не реагирал за овој дел од резолуцијата со ставови на Бугарија. Ако не реагирал, значи се согласува со напишаното. Прашањето е дали гласал Мицкоски за резолуцијата на ИПП со ставови на Бугарија. Наместо да ги брани државните позиции утврдени со резолуцијата во Македонското собрание, Христијан Мицкоски ги подкопа во клучни моменти. Додека дома блокира се што е во интерес на граѓаните, Христијан Мицкоски надвор ги подкопува државните позиции. Го повикуваме лажниот патриот Христијан Мицкоски да излезе пред граѓаните и да одговори зошто овој го прави на сопствената земја и на сопствениот народ. За волку важно прашање, ваков недржавнички чекор презима самоочаен човек. Република Северна Македонија ги исполни сите услови за почеток на преговорите со Европската Унија, а нивното незапочнување е само поради блокадите на Република Бугарија. Тоа е факт, признаен и потврден од сите. Дури и со одлука на Европскиот совет е потврдено дека ги имаме исполнето сите услови за почеток на преговорите. Ова е срамен, неодговорен однос на Мицкоски кон сопствената држава. И наместо да молчи, Мицкоски треба да излезе пред граѓаните и да објасни зошто се тоа го направи. Македонските кадетки добија лесна група на светското првенство за кадетки кое ќе се одигра во Македонија. Ќе бидеме во групата со Узбекистан, Иран и Сенегал. Женската кадетска ракометна репрезентација на Македонија ги дозна противниците за предстојното светско првенство кој од 30 јули до 10 август ќе се игра во нашата земја. Македонија со титулата на кадетскиот ЕХФ шампионат во Литванија го обезбеди своето место на мундијалот, а откако Грузија се откажа од организацијата, Светската ракометна федерација домакинската улога ја додели на Македонија. Нашите кадетки во првата фаза од мундијалот ќе играат против репрезентациите на Узбекистан, Иран и Сенегал во рамките на групата Б. Се работи за лесни противници, но нашите ракометарки треба да одработат максимално и во сите надпревари треба да влезат без подценување на ниту една репрезентација. Во групата А ќе играат Црна Гора, Шведска, Алжир и Исланд. Во групата С Данска, Португалија, Австрија и Фарските острови. Група Д Хрватска, Казахстан, Египет и Индија. Во групата Е се наоѓаат Романија, Холандија, Гвинеја и Словенија. Групата Ф ја сочинуваат Германија, Швајцарија, Словачка и Јужна Кореја. Групата Г Норвешка, Чешка, Бразил и Уругвај. И во групата Х се Унгарија, Франција, Аргентина и Шпанија. Во следната рунда продолжуваат селекциите кои ќе се пласираат на првите две места во секоја група. Надпреварите ќе се играат во спортскиот центар Борис Трајковски и во двете сали во спортскиот центар Јане Сандански. За Македонија ова ќе биде второ учество на кадетскиот мундијал, по оној во 2014-та, на кое нашата земја беше домакин на најдобрите светски репрезентации. Кадетското првенство во 2020 не се одржа поради ковид пандемијата, додека во 2018 и 2016 титулата ја освојуваше кадетската репрезентација на Русија, која нема да допатува во Македонија поради санкциите од страна на Европската и Светска ракометна федерација. Ова ќе биде прво издание на Светското првенство за кадетки со 32 селекции, но Светската ракометна федерација мачеше да најде доволен број на учесници. На крајот, 5 репрезентации добија вајлдкарти и затоа има најмногу селекции од Европа, дури 20, 5 од Азија, 4 од Африка и по 3 од Јужна и Централна Америка.
Времето утре сончево и топло, попладне се услови за локален пороен дожд и грмежи, температура до 34 степени. Го следевте централното издание на Вести на КТВ. Имајте секој добро со нашата програма.